Во период кога јавноста е соочена со прашањето што и како понатаму со законот за јазиците и може ли тој да стапи на сила без подпис од претседателот Ѓорги Иванов, првиот човек на собранието Талат Џафери има свое толкување. Јас ги анализирам сите аспекти од процедурите. Има време уште до оно што треба претходното, значи ако при првото гласање на законот и при поднесувањето на указот до претседателот рокот е во рок од 7 дена, тоа подразбира по дефолт истиот е рок. Значи тоа не може да биде по инаков рок, затоа што се работи за обврска на претседателот на државата. Џафери веднаш по повторното изгласување во средата навечер го пратил законот на подпис кај Иванов. Тоа значи дека му дава рок на шефот на државата до среда навечер оваа недела да го потпише указот за прогласување на законот за јазици. Ако тоа не се случи, што е за очекување по изјавата на Иванов, Џафери не открива што следно. Но експерти по уставно право сметаат дека Џафери греши и дека Иванов има обврска да го потпише указот веднаш по доставувањето од спикерот или во првиот момент кога ќе биде во можност. 7-дневниот рок се однесува на периодот во кој претседателот треба да се изјасни по првото, а не по второто усвојување на законот. Наспроти ставовите дека Иванов е обврзан да го потпише указот и покрај забелешките на процедурата за носење на законот, други експерти сметаат дека уставот му остава простор на Иванов и да не го потпишува указот. Джебното вето значи дека законот е практично мртвороденче. Тој не може да влезе во сила затоа што не може да се објави. Ако нема указ, тогаш нема ни закон. Наспроти овие тези со кои се оправдува потегот на Иванов, професорот Светомир Шкарич во книгата Устав на Република Македонија научно толкување објаснува дека таквото однесување на шефот на државата не може да се смета за уставно дозволено. Председателите честопати правото на суспензивно вето го користеле противуставно. Така, например, председателот Киро Глигоров не го потпише указот за прогласување на законот за кривична постапка, иако тој е донесен со двотретинско мнозинство гласови. Председателот Борис Трајковски не го потпише указот за прогласување на законот за пратеници и по неговото повторно гласање со апсолутно мнозинство. Книгата на професорот Шкарич е издадена во 2014 година, а нејзин рецензент е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Во некои држави кои имаат политички систем сличен со македонскиот, како Србија, ваквата ситуација е прецизно решена во уставот. Конкретната одредба вели дека во случај шефот на државата да не го потпише указот, тоа го прави претседателот на парламентот на Србија. Опцијата за објавување на законот за јазици во службен весник само со подпис од претседателот на собранието веќе се дебатира во јавноста. Еден од авторите на Уставот на Република Македонија, Владо Поповски, не ја отфрла ваквата можност. Ако не е потпишан, значи е блокиран донесувањето на законот. Значи, според вас не може законот да биде објавен во службен весник? Не, видете вака, јас не реков. Јас реков дека законот не може да биде прогласен на уставно предвиден начин. Формално правно, тоа би значило дека законот не е прогласен. Но ако се прогласи, вие да јавивте, ево, можеме тоа да го кажеме пред ова, дека сте чули дека ќе се објави во службен весник и почнува да се разгледува, да. Остварува. Имено, тоа не сакам да го дискутирам, бидејќи сакам да останам само на планот на уставно-правните, во формално-правна смисла на зборот. А во фактичка смисла на зборот, каде што постојат поим жив устав, наспротив формален устав и така натаму, тоа е друго прашање. Во 1997 година законот за употреба на знамињата е објавен во службен весник со 2 подписа на тогашниот прв човек на парламентот, Тито Петковски, кој се потпишал и во името на шефот на државата, поради тоа што Киро Глигоров бил на службен пат. Решавајќи за овој случај во 1998 година, Уставниот суд го укинал указот со објаснување дека кога претседателот на државата се наоѓа на службен пат, значи дека тој е во функција на државата, односно дека не е спречен да извршува својата функција, поради што во таков случај претседателот на собранието не е овластен да го заменува. Иако има сличности, очигледно е дека не може директно да се влече паралела меѓу претпоставеното објавување на законот за јазици без подпис од Иванов и случајот со законот за знамињата од 1998 година. Околностите за отсуство на подпис од шефот на државата во двата случаи се сосема различни. Во контекст на актуелната дебата, вредно е да се спомени решението на Уставниот суд од 2013 година, донесено по иницијатива за оспорување на уставноста на законот за собрание. Уставниот суд по тој повод заклучил: указот е декларативен општ акт, со кој претседателот на Републиката ги прогласува законите.
Указот е декларативен акт затоа што со него председателот само ја декларира и искажува својата волја дека законот го прогласува или не го прогласува, без при тоа да навлегува во легислативната сфера на Собранието на Република Македонија. Единствената опција за излез од ваквата ситуација, која нема да биде спротивна на уставните одредби, е потегот на Иванов да се постави пред Уставниот суд, сметаат експерти по уставно право што ги прашавме за мислење. Посегањето по други чекори само би ја продолжило низата на противуставни постапувања и би довело до проблеми кои во овој момент може да не се видливи за политичките чинители. Ова е став на Денис Прешова од катедрата по уставно право на Правниот факултет во Скопје во писмениот одговор на прашањето на 360 степени, кој е излезот од актуелната ситуација. Суштината на членот 75 од Уставот е председателот да има суспензивно вето, а не тоа да се претвори во апсолутно вето или законодавна санкција со која тој недозволиво ќе навлезе во законодавната надлежност на Собранието. Доколку противуставното постапување на председателот се прифати како допуштено во уставноправната пракса, тогаш нема да постојат никакви ограничувања за председателот да посега по апсолутното вето и во иднина и целосно да ја узурпира законодавната надлежност на Собранието. Имајќи ги предвид надлежностите на Уставниот суд, тој алудира на покренување постапки пред судот по две основи: за решавање судирна надлежности меѓу законодавната и извршната власт, од која дел е Иванов, и за заштита на слободите и правата. Одбивањето да се потпише указот представува акт, односно действие на председателот со кое спротивно на уставната одредба, тој навлегува и превзема дел од законодавната надлежност, со што се создава состојба на позитивен судир на надлежностите меѓу извршната и законодавната власт. Законот за употреба на езиците регулира права на етничките заедници, кои не се мнозинство во Република Македонија, и поради одбивањето да се потпише указот, се доведува во прашање нивното остварување, односно се отвара можност да се бара нивна заштита.